Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте на програмата на ТВ Плюс во уште едно издание на емисијата Став. Вечерва наш гостин е професор Љупчо Ристовски, носител на изборната листа во изборната единица број 2 на коалицијата Храброст за Македонија, составена од партиите Гром, Интегра и ПЦЕР. Господин Ристовски, добро вечер и добро дојдовте во ТВ Плюс. Добро вечер и добро ве најдов, благодарам за поканата. Трчате изборна кампања за парламентарни избори под, рекол, малку невообичаени околности, бидејќи до сега сме немале случај на две преклопени кампањи на овој начин. Сме имале дупли избори, меѓутоа не вака да имаме еден круг, па веќе некои резултати да се познати. Дали дополнително тие околности се потешки за вашата коалиција, бидејќи според гласовите што ги освоивте во првиот круг на претседателските избори, мислам дека не сте задоволни и не очекувавте толкав број на гласови. Како е сега чувството да се трча кампања во овие услови? Па добро, тежок е моментот и периодов. Претседателски и парламентарни избори имаат различен формат во кампањата и нормално различни се генералните цели и приоритети во тој дел. Станува збор за една иста коалиција Храброст за Македонија. И нормално е кај претседателските избори треба да таргетирате одредени теми кои што се генерално околу надлежностите на позицијата претседател. Кај парламентарните избори веќе имате една лепеза на прашања кои што имаат владина тежина и владин карактер и треба да дадете одговор на секоја насочна потреба на населението. Од тука беше предизвик овој формат на споени или преклопени во еден дел претседателски со парламентарни избори. Секако дека имаат влијание едно врз друго, не можеме да речеме дека нема, но јас искрено мислам дека населението точно знае да ги разликува претседателските од парламентарните избори. Ние продолживме во полн лидерски капацитет да газиме во периодов на кампања за парламентарните избори. Без комплекси одиме до крај, затоа што знаеме дека имаме иновативна програмска платформа. Имаме и изворедна политичка реторика со која пласираме таа програмска платформа до гласачкото тело. Нормално дека во предност се овие монополски политички партии заради монополската позиција во изборниот законник, но без разлика на се, ние едноставно ја користиме секоја можност, прилика да се представиме пред нашите гласачи, да едноставно аргументирано изнесеме една поинаква визија за политичкиот систем во Македонија, една подруга перспектива за подобрување на квалитетот на животот и мислам дека ќе успееме на овие парламентарни избори да наметнеме, и мислам дека и во периодов досега наметнавме еден малце поинаков политички дискурс на изборнава сцена. Имаме јасни експлицитни ставови по однос на клучните прашања кои што имаат можеби историска тежина и нормално бараме од сите останати политички конкуренти да имаат јасни, јавни, експлицитни ставови по однос на овие клучни, круцијални историски прашања пред се за македонскиот народ, но и за државата Македонија во периодов пред нас. И сме поборници на искрени политики. Значи, вашето да биде да, вашето не да биде не. Се помеѓу е ѓаволска и троштина, значи секој колебање на политичката сцена, еднаш давате одговор вака, друг пат поинаку е сомнително во основа и не влева доверба кај гласачкото тело и не влева доверба кај нас како политички конкуренти за евентуални идни, коалицирања, соработки и така натаму. Затоа бараме политиките на скриени намери да ги испратиме во историја, честно да го погледнеме народот, да си ја кажеме нашата програмска платформа, без да имаме скриени намери, скриени политики, утре да ги изненадеме. Знаете, има една вистина која што вели дека ако некој ви излажал еднаш, 50% шанси да ви излаже втор пат. Ако ви излажал втор пат, 100% шанси ќе ви излезе трет пат, повеќе прекинете соработка. Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО, ДПМН до сега по 2 пати ги имаат излажано македонските гласачи, а сега е изборен процес во кој што јас ценам дека истите идеологии, истите рутини и навики, истите ликови во политиката и во Социјалдемократскиот сојуз и во ВМРО ДПМН се доволна гаранција дека
македонскиот народ или македонскиот гласач, ако сакате, ќе биде по трет пат прелажан. И затоа сме ние многу внимателни во тој дел, многу предпазливи во тој дел и затоа газиме сами на политичкиот простор, не инклинираме ниту лево, ниту десно. И со тоа задржавме на конзистентност изминативе 5 години пред се како интегра македонска конзервативна партија, нели ние како додадена вредност во коалицијата Храброст за Македонија, и мислам дека тоа е добар пат по кој што чекорим, и иако народот се уште за волја на вистината тешко го препознава, може би тешко и го прифаќа, но мислам дека нашата конзистентност и доследност во политичките ставови, јаснотијата на политичките ставови, искреноста, чистиот образ и авторитет на политичката сцена, мислам дека ќе успеат да анимираат барем еден дел од овие 53 во моментов проценти неопределени гласачи кои што изричито се против Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН. Голем корпус. И ние сакаме да го артикулираме гласот барем на еден дел од тоа гласачко тело. Ние рековме од самиот почеток, не ораме туѓа нива, не се бориме за гласови на членството од ВМРО ДПМН, ниту пак на шефството Социјалдемократскиот сојуз. Легитимно е тие да си ги следат своите партиски политики, но имаме овдека 53% на политичкиот пазар, гласови кои што треба да ги мобилизираме, да понудиме еден атрактивен дел кај нив, да бидеме едноставно гласот на разумот и совеста на тој дел од гласачкото тело во Македонија. Затоа сте оптимисти, претпоставувам, бидејќи мислите дека тие што не излегле на претседателските избори ќе се одважат сега поради вашите програмски политики. Да, јас очекувам дека ќе успееме да покренеме голем дел од неопределените. Знаете, сега се клучни историски моменти за Македонија и за се наоѓаме на историска раскрстица. Кој пат ќе го фатиме и затоа мислам дека никој нема право да седи во зоната на комфор и да гледа сеир од страна. Значи, мислам дека секој од нас треба да се мобилизира во својата совест и со разумот на чело да излезе на овие избори и да го даде гласот за таа партија за која што мисли дека им говори нешто ново, нешто поинакво и апсолутно да се ослободат, да дават доверба на партии надвор од овие два големи мамутски блока, таа црно-бела слика да ја прошараме малку и така натаму, и да едноставно си отворат поинакви перспективи за собствениот прво семеен нели квалитет во животот, а потоа не личниот квалитет во животот, а потоа нели во семејството и во работните средини. Велите, сакате јасна изјава од двата најголеми политички блока за тоа како мислат понатаму да ја креираат политиката на државата и велите дека по два пати ги имаат излажано граѓаните. Гледаме сега дека според гласовите повторно нивните кандидати за претседатели влегоа во вториот круг. Во која насока ја гледате перспективата на поновите политички партии како што е Интегра? Дали во здружување целосно на тој трет блок сите партии кои се активни на политичката сцена или можеби во измена на изборниот законник Македонија да биде една изборна единица? Па и во двата правци. Значи, ние вложивме сериозни напори на овие избори да направиме коалициско форматирање. Анимиравме можеби 10 партии во тој дел, но еве успеавме да се договориме како стамени мажи 3 политички партии кои што обстоивме на својот збор до крај и ми се чини дека оваа коалиција Храброст за Македонија е еден вид на замаец на коалицијското форматирање во периодот пред нас. Секако ние во оваа коалиција задржавме пристојна доза на индивидуалноста во коалицирањето, крупните политички прашања ги ставивме на маса, пристојно ниво на доближување дојдовме нели во тој дел и настапивме унисоно во тој дел и немаме разногласие во кампањата. Мислам дека и сега немаме разногласие во кампањава за парламентарните избори. За жал во останатиот трет блок имаме испреплетено различни интереси, се уште немаме созреано услови да се доближат работите, дали е тоа од субјективни причини, лични, дали се суетиво прашање, дали се неможноста да се надминат себе си и да се најдат допрените точки независно од разликите во идеологиите, разликите во големината на политичката сцена и така натаму. Ние вложиме сериозен напор. Значи имаше покана и до други партии, не само... Да, сме разговарале со многу партии, разговараме со 10 партии, значи сакавме да го окрупниме овој трет пат, овој трет нов блок и мислам дека
тука може би беше шансата да направиме, да речеме, една посилна противтежа и на председателски и на парламентарните избори. Имаме идеален концепт во делот на председателските избори, затоа што имаме антисоросов кандидат. Сите против кандидати беа исклучиво Соросов производ, почнувајќи од Гога Сорос, па завршувајќи со Стево Пендаровски. Тие се сите деца на Сорос и тие како врховен командант на вооружените сили на македонската армија не се гарант, барем за мене и за нас како коалиција Храброст за Македонија, дека ќе ги следат македонските национални интереси, затоа што Сорос никогаш во изминативе 33 години не ги следел македонските национални интереси во Македонија. Ако Гога Сорос е Соросов производ, немојте да мислите дека нема и долг кон Сорос, затоа што тој е промоторот на незината кариера и тој веројатно се уште стои зад незината кариера. Јас сум запрепастен од гласачкото тело на ВМРО ДПМН, што со леснотија преоѓа преку тој факт дека нивниот председателски кандидат бил Соросов ученик, Соросов производ, Соросов полен, значи промотор на кариерата на Гога Сорос, таа и својот имејл го има Гога Сорос. Значи таа е едноставно слепена. Значи како сиемски близнак со Сорос и од тука бидете убедени дека како председател на Македонија, како врховен командант на вооружените сили, огромна е опасноста, значи да се поништи суверенизмот во Македонија, да се поништи носечката државотворна улога на македонскиот народ во периодот пред нас заради притисокот од Сорос за нивниот концепт на отворено општество и затоа таа во кампањата клучна поента е граѓанска Македонија, граѓански устав. Сега потенцира дека не е член на партијата, дека е предложен неколку пати потенцира. Тоа е веројатно за да ги заштити од ударот кој што ќе го доживее партијата утре, заради незините погубни политики кои што ќе следат. Значи, истото тоа ќе го очекувате од Стево Пендаровски. Тоа го видовме во изминатите 5 години. Значи, нема разлика меѓу нив, да не помислат гледачите дека нагињаме на една или на друга страна. Имаме двајца Соросови пулини кои што работат за една иста цел. Така што на тие глобалистички центри на моќ име се едно кој од овие двајца ќе биде на власт, но веројатно преферира да дојде ВМРО ДПМН затоа што ќе следи во периодот пред нас бугарското велепредавство. Тие може да негираат колку сакаат дека нема да има промена на уставот, но секогаш додаваат дека во услови на ова или она, тогаш имате на сцена и сега имате на сцена повторно некоја доза на колебливост. Тие подпишуваат нотарски изјави дека не смеат да направат промена на уставот. Ден денес гарантира дека нема да има промена на уставот, за да нивниот лидер излезе и да рече да, ако има одложено дејство, ако има реципроцитет во одлуките на Судот за човекови права, Страсбур во однос на Бугарија. Одлуките. Вашата коалиција е цврсто против внесувањето на Ние сме цврсто против уставни промени, се додека комплетно не се затвори прашањето на државотворната позиција на македонскиот народ во Македонија. Значи, додека не ги затвориме сите идентитетски прашања, целиот тој корпус, почнувајќи од македонската историја, согласно нашиот национален интерес, а не согласно барањата и притисоците на екстремизмите во Софија, Атина или Брисел или било каде. Внимавајте, историјата ја пишуваме ние сами, согласно нашите национални интереси. Не може историјата да биде споделена, не може да биде таа заедничка и така натаму. Не споделуваме историја со цел свет ако гледаме од таа страна. Не, зборуваме сега наша за македонска историја, како и сите други што имаат. Да, видете каде е замката во тој дел. Замката во тој дел се протоколите, односно во изменетиот дел на францускиот предлог се годишни прегледи сега. И во моментов моите сознанија од другата страна се дека тој годишен преглед за 2023 година е веќе готов. Го имаат и во Министерството за надворешни работи, Пујар Османи лично го испроговара во Софија, и го имаат во Министерството за надворешни работи во Софија, во Бугарија. И тој годишен преглед сега го тангира прашањето на илинденскиот период. И го внесуваат преображенско восстание, не илинденско, македонско восстание. Тоа во основа било македонско восстание. Ние сме го лавирале во илинденско, па потоа сега овие го лавираат и во преображенско восстание. Тоа значи дека сите револуционери македонски од тој период Бугарија си ги присвојува и задава сериозен удар врз државотворната позиција на македонскиот јазик во Македонија, велејќи дека
Ние како нација постоиме од 45-та, сме вештачка бугарска творба. И значи во тие протоколи ќе стои тоа дека Македонија се согласува дека постои како суверена држава од 45-та година. Од тука ние ја пресекуваме како со секира вековната борба на македонскиот народ за национална слобода и своја држава. Значи, ако го пресечете вие илиденскиот период, вие сте дрво без корен. И ние сме едно младо дрвце кое при најмал ветер, турбуленција временска, било каква, едноставно ќе не откорна. Тоа е целта на бугарскиот екстремизам, кој што е во континуитет и на нас за 100 години. И ако се сеќавате, Американскиот конгрес и Сенатот инициира и донесоа една резолуција со која вршат притисок врз Брисел, овој корпус на идентитетски прашања да се стави настрана, воопшто да не биде предмет на размислување, разговори, преговори или било каков дел од било каква преговарачка рамка за членството во Европска унија. Иначе, јасни се нашите ставови дека нашиот пат е прозападен, дека сме за Европска унија, но македонскиот народ мора да го оди тој пат достоинствено, а не омаловажени, обезвреднети, испустени како македонци. И јас често пати велам дека постојаниот притисок врз македонскиот национален интерес во Македонија по систем на врзани садови ќе роди македонски радикален национализам. И од тоа нема да има мир ниту регионот, ниту Балканот, ниту тоа ќе биде основа за прогрес и просперитет на овој регион. Никој тоа не го посакува. Знаете, ние ги живеавме албанските национализми. Нормалните луѓе кои ги живеавме и ги живееме албанските екстремизми и национализми во негативна конотација. Српските можеби ги имаме и живеено во времето на Милошевиќ. Сега ги живееме бугарските, грчките и така натаму, но никој не се сеќава или подзаборавил можеби на македонскиот национализам, радикален зборам национализам, оној што е негативниот национализам, кој што може многу лесно да букне како пламен и да запали се во регионов. А ако македонскиот народ ја изгуби привилегираната државотворна позиција во Македонија како држава, тогаш ние остануваме без своја татковина. Значи, македонците, власите и ромите ќе бидат единствените спомнати во устав кои што немаат своја татковина, матична своја татковина. Сите останати албанците имаат матична држава во Албанија. Сега веќе и на Косово. Србите се имаат во Србија. Ако ги внесете бугарите се имаат во Бугарија, хрватите во Хрватска. Значи, си турците се имаат во Турција. Само македонците, само власите и ромите ќе немаат своја сопствена држава. Македонија не може да биде една од сите и сечија и ничија без Стопан. Обштествената собственост беше сечија и ничија, ја разграба и исчезна од јавниот простор. А ако сакаме Македонија и македонското воне да исчезне од јавниот простор, ние ќе се сложиме сега да го промениме уставот, да ги внесеме бугарите, па во наредната годишна рамка за 24-та година јазикот ќе биде проблематизиран, ќе мора да прифатиме дека тој постои од 45-та година, дека е вештачка творба. Значи, пак ќе си ја прифатиме Сан-Стефанската историја, која што си ја слават, која што е класичен иридентизам и директно мешање во внатрешните работи на Македонија со територијални претензии кон Македонија. Сан-Стефанската идеја во Бугарија е живата, е државен празник и никој од нашето министерство, од нашата влада не гукна во преговорите реципроцитетот. Сега како професор по разрешување на конфликти ви кажувам дека базичниот принцип кој што вие мора да го ставите на маса во сите преговори е реципроцитетот. И при тоа мора да подигнете високо ниво на црвена линија. Па ако може после под притисок да попуштате минимално без да биде загрозен вашиот државен национален интерес. Ние влеговме во преговорите под диктат на Буир Османи, го ославивме албанскиот екстремизам до крајност да ровари во Атина и во Софија и буквално ја преметим позицијата на македонскиот национален интерес во Македонија заради слабоста и на ВМРО-ДПМН и на Социјалдемократскиот сојуз да зависат, наркомански да бидат зависни од коалиција со ДУИ или со албанскиот екстремизам во Македонија. Ја начнавме оваа тема која е широка. Еве, вие велите дека треба да бараме реципроцитет. Бугарија е во позиција да вложи вето. Познато не е како да тие процедури за влез во Европската унија. Тие влегува предност таму во тоа друштво и сега се во подобра позиција од нас. Себе ако ние бараме реципроцитета, тие не се сложуваат за тоа преку представниците на Европската унија. Ако повторно доживееме вето, кој е иднината на нашата држава? Кој е патот кој треба да го изодиме? Зошто не слушам од никој
политичар, простете ако вие го имате некаде кажано, но многу ретко се слушаат тие гласови, зашто ние не можеме сами да се средиме во државата, да се обидеме да направиме добар стандард, па подоцна ако функционираат нештата, ако функционира системот во Македонија, можеби многу полесно ќе влеземе во тоа друштво на најразвиените. Значи вака, колку што нам ни е потребна Европа заради стандардот и квалитетот на животот и заради, нели, законските решенија, заради условите, системски решенија и така натаму, добро друштво. толку и ние сме им потребни на Европа. Значи потребен и овој регион на Европа и Македонија мора да се заврти кон себе, кон внатре. Ние мора да ги изнедриме сите внатрешни потенцијали. Токму во таа насока, ние на овие избори знаевме дека тоа ќе биде клучното прашање. Како да го премостиме овој геп што ќе се создаде од застојот кон Европска унија со нашето инсистирање да нема промена на устав, се додека, нели, сите не го прифатат како факт. Најверојатно дека државотворниот момент на македонскиот народ, без разлика, да, во моментов не, меѓутоа внимавајте. За моментов зборувам. Внимавајте, во политиката, политичкиот моментум е многу важен. Во моментов констелацијата на политичките односи во Брисел, во Вашингтон е неповолна. На власт се либералните, левите, глобалистичките, значи неолиберални центри на моќ и така натаму. Но вие мора да погледнете од повисока перспектива. Сега имаме избори за Европскиот парламент. Разбирам. Таму имаме сериозен наплив на суверенистички конзервативни партии на тлото на Европа. Тој бран ќе има влијание врз распоредот во Европскиот парламент и утре во, нели, Европскиот совет, комисија и така натаму. Во Америка имате председателски избори каде што Трамп има сериозни шанси да повторно се врати на власт. Тоа значи дека веќе овој глобалистички и неолиберален концепт доживува пораз преси заради глобалната криза околу ковидот и заради бројните притисоци, бројните неуспешни политики и на меѓународен план и дома и така натаму. Значи, политиката е минско поле. Доаѓа политички моментум во кој што ќе настане пресврт и во Брисел и во Вашингтон. Пример. Значи, и ние нормално, значи, ние мораме да работиме на себе. Ние не смееме да се доведеме во ситуација на зависност во однос на Брисел или Вашингтон. Ниту пак зависност во однос на НАТО. И затоа ние велиме вака. На овие избори излеговме со изворена економска инвестицијска иницијатива. И во председателската кампања најавивме председателска инвестицијска иницијатива и сега имаме изборна инвестицијска иницијатива. Значи, оваа изборна инвестицијска иницијатива имам повеќе столбови, ако ми дозволите би ги објаснил во кратки црти сите овие столбови. Значи, најгорливото прашање со кое што населението во Македонија се справува во дадениот момент е екзистенцијалниот страв од обстанокот за утре. Дали ќе успее семејството да преживее утрешен ден? Дали ќе има доволно за храна, за облека, да ги покријат режиските трошкови за струја, за вода, значи за едноставно нормален квалитет на животот? Дали ќе има доволно финансии да се ги, нели, школуваат своите деца? Дали ќе има доволно финансии за лекарства, за да не дозволи Господ некои здравствени ситуации? Значи, народот живее во некаков страв. Значи, напрегнати се едноставно, стресот е на сцена, болестите растат и бројот на случаи на рак расте во Македонија и тоа со галопирачка геометриска прогресија и така натаму. Бројот на самоубиства расте, бројот на разводи расте, тоа значи немирот е влезен во фамилијата. Тоа значи дека имаме тотален неуспех на политиките на Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН во изминативе 32 години. И ако сега македонскиот народ не се освести, овие 53% неопределени не свата дека вака повеќе не се може и дека мора да дадеме доверие на нова политичка сила која има јасна реторика, чист вординг, кој што е аргументиран во сите тие елементи, мислам дека Македонија нема некоја посериозна перспектива во периодот пред нас, ќе имаме повторно турбуленции и тонење во жива кал. Што значи нашава иницијатива? Со мерки на социјална политика и со мерки на економски политики, развојни, директно ја таргетираме растешката сиромаштија и тој процес мора да го запреме веднаш. Значи, во тој дел ние имаме сериозно растаретување од трошоците на државата. Прво, по една линија ги растаретуваме несуштинските трошкови на владата и на државната администрација. Значи, репрезентација повеќе, секој министер ќе си плаќа од својот джеп, јадење, бифтици, лешници, не знам,
кафе пиење ќе си го плаќа од джеп, има доволно плата, си ја покачува 78%, сака да пие кафе, сака да јаде бифтек, ќе си го плати од својот собствен джеп, не на товар на државата. Значи ќе ги укинеме веднаш трошковите за репрезентација, нема купување на нови возила, нема купување на бироа, се што е несуштински трошок во владата и владините институции, сите државни органи кои патем се околу 3500 на списокот во владата, од кои што многу се дупли и околу 1800 функционираат како што треба, или како што не треба, ако сакате, само служат за вработување и постојат на хартија. Значи, во тој дел ќе направиме сериозен притисок да се рационализира трошењата од буџетот за потребите на владините функционери и државните органи, институции и така натаму. Таму ќе се ослободат сериозни износи на средства. Второ, значи, во еден период од 2 години ќе се замрзнат новите вработувања во државната администрација, освен во областите каде што нужно мора тој одбраната, безбедноста, значи судско-обвинителскиот систем и образованието и здравството, природниот одлив на пензија, значи на начин што природниот одлив на пензија нема да го пополнуваме, освен во овие, реков, во одбрана, безбедност, образование, здравство и судско-обвинителскиот систем. Тука веќе исто така. Тука исто така ќе ослободиме еден голем дел на средства и третиот момент ке пребројната 200.000 државна администрација, ние велиме еден поголем дел од капиталните инвестиции што се располагање околу 700 милиони заедно со субвенциите во буџетот на годишно ниво во Македонија, ќе ги ставаме на располагање за еквити партнерски пристап со населението, со семејствата кои што гајат во себе си и го одржуваат предприемачкиот дух за отпочнување на свој бизнис во микро, мали и средни бизниси, за крупниот капитал, исто така за големи инвестициски проекти во Македонија, домашниот предсек крупен капитал и третиот елемент е ќе го понудиме овој дел на капитални инвестиции, значи како еквити партнерство на државната администрација. Секој што сака да ја напушти државната администрација и кој што гаи во себе си предприемачки дух да може да отвори микро, мало и средно предпријатие во партнерство со владата, велам еквити затоа што во еквити моделот државата е должна или нели тој што е собственичкиот удел е должен да го продаде петата година, нели така ќе се договориме да го избереме тој модел на партнерот кој што му е во бизнисот, ако може да го купи, ако некој го продаде на берза. Тоа значи за 5 години еквити партнерството се ослободува, но вие создавате една материјална основа во која што дури без 1 евро капитал, секое семејство или било која државната администрација или било кој микро, мало и средно предпријатие, ако има бизнис иницијатива, може да влезе партнерски еквити модел со државата. Иначе по економската теорија, патем јас со го говорам како економист, јас сум дипломирал економски политики, развој, владини политики, макроекономски политики, че тоа ми е струка. Покрај професура во политички науки и покрај докторските студии теологија, јас сум и економист, имам 3 дипломи во тој дел и ви го зборува образован човек, значи човек кој што навлегол длабоко во материјата. Значи во овој еквити модел, во теоријата економска од 18 до 24% ноу-хауто, интелектуалната собственост, вашата бизнис идеја, вашиот предприемачки дух има цена. Како што има цена капиталот во банката, со каматната интересна стапка, така има цена вашето знаење, умење и вештини. Било вие да сте како новина, било кој друг во било која област од неговиот живот. Тоа има цена и ние во ваквиот еквити модел го признаваме тоа како влог. Вториот влог ќе биде меница со извршна клаузула на сиот имот да покаже партнерот дека има сериозност да влезе во ваквиот еден модел. И државата не сме повеќе да биде собственик од 33% во ваквиот модел, а 67% му дава доминантна собственост на партнерот со кој влегува. Нормално ќе има надзор над бизнисот 5 години, ќе учествува во органите на управување, во водењето на бизнисот, ќе во инвестициите, во отворање на пазарите, ако има некоја иновација до прототип, па потоа до комерцијален готов производ, па на меѓународен пазар, до извоз. И за 5 години развиваме едно партнерство во кое што како мало дете го проводувате до 5 години и 5-та година му го нудите останатиот удел, а ако е некој умен, може да стане милионер во партнерство со овој модел кој што го нуди Интегра, Македонска конзервативна партија и коалицијата Храброст за Македонија, затоа што овие 700 милиони се земени евра, капитални инвестиции се буквално даноци и товар бреме од народот, од плеките на народот. Ова е од народот за народот. Звучи интересно. Досега капиталните инвестиции се за
Знаете, грнето со мед во кое што премиерот, вице-премиерите, министрите брцаат и до сега се богатат. Немате премиер кој што бил во Македонија од почетокот, од Бранко Црвенковски до Никола Груевски, немате премиер кој што не е само милионер. Веќе бројките се мерат во милиардери. Сите поред премиери. Од тука ние капиталните инвестиции ги тргаме како грне со мед од рацете и пипците на премиерот и се формира еден македонски инвестициски фонд MEIN, Macedonian Investments, кој што овие капитални инвестиции, еден огромен дел, освен малиот дел, за инфраструктурни потреби на руралните средини, за патишта, за водово, за канализација, да не газат кал луѓе, да немаат уште во 21 век трета декада полски вециња, да направиме еден модерен, рурален амбиент во Македонија и така натаму, еден дел ке мора да оди таму и оние што се несуштински инфраструктурни проекти кои што не може да бидат на профитна основа, се друго треба да биде приватно јавно партнерство, односно да биде понуден на приватни инвестициски фондови во една слободна финансиска зона Скопје, Охрид, Струмица, финансиски триаголник, каде што влезот на приватни инвестициски фондови ќе биде со нулта стапка на одоначување. И тие ќе влезат и ќе бидат под услов партнери на Македонскиот инвестициски фонд. Од тука ние со 500 милиони удел во фондот можеме да привлечеме дополнителни милиарда и пол до капитализација на фондот и стартуваме првата година со 2 милиарди инвестициски капитал, кој што ќе биде доволен да се влезе во големи масовни инвестициски проекти, Чебрен галиште, Бошков мост, па ако сакате и брзата железница по коридорите 8 и 10, ако сакате Македонија во соларен парк да претворите, ако сакате влезот во мрежата на МЕПСО да го зголемите дупло дистрибутивниот капацитет на мрежата, значи повторно ќе влезете во партнерство со МЕПСО, приватно јавно партнерство. Да ве подсетам, само во Германија, например, е поделена по региони. МЕПСО, дистрибутивната мрежа, е поделена по региони. Северозападниот регион го има купено во приватно јавно партнерство холандската фирма Тенет. Фирмата се вика Тенет. И сега таа ја управува дистрибутивната мрежа во Германија во тој северозападен дел со годишен буџет од околу 30 милиарди евра. И внимавајте, кога доаѓа кај нив инвеститор, вели јас сакам да направам во морето 2,2 гига ветерни електрани. И внимавајте, фирмава е должна во рок од 90 дена, тие ќе си уплатат нормално, ќе дадат потребните документи, гаранциите банкарски ќе ги дадат и овие се должни да му обезбедат влез во системот на МЕПСО, на германскиот дистрибутивен систем, во рок од 90 дена тој да добие комплетна документација и да ја почне инвестицијата. Кај нас во Македонија 5 години имате инвеститори кои што влегле, кои што веќе ставиле соларни панели, ставиле ветерници, се уште немаат влез во електродистрибутивниот систем во Македонија. Тоа ми беше следното. Значи, ова се страшни моменти и ние мораме да го отвориме системот. Рокови, ама не постапуваат многу пати институциите по тие рокови. Иако важи за многу од тие рокови дека доколку не ви одговорат, мислењето треба да важи за позитивно. Така да енергетиката е многу важна и простете само да довршам моментот, ако вие сте енергетски зависни од другите, ако немате енергетска независност, вие немате ни државна независност. Вие зависите од друг. Македонија со овие потенцијали 280 сочерви денови може да стане соларен парк. Со 8 ветерни точки кои што не се во функција, а ги имаме со студија дека се профитабилни, ние губиме, многу губиме. Нашата иницијатива за зелениот хидроген од изборите 2020 година ја прифати владата на Македонија, сега ја прифати околу нова година и по нова година донесе одлука Неготино и Битола да се понудат како стратешки партнери 1,1 гига комбинирана гасно-водородна или гасно-хидроген електрана во Македонија. Значи, конечно Македонија ја прифати стратегијата на Интегра, владата македонска, која што 20 година нацијата имаше отпор кон нашата визија за хидрогенот, но гумина енергетичари се противеа дека не постои такво нешто, дека не е можно, не знам што и така натаму, но еве Брисел го прифати како стратегија национална. Австралија одамна имаше направено национална програма за хидроген, тоа е третиот бран на алтернативни извори на енергија. Која е предноста на Македонија? Предноста е што Солунска глава е вториот басен на вода во Европа. Значи ова енергија е од вода. Третиот басен на вода во Македонија е Галичица. Во Европа третиот басен. После Виенскиот се Солунска глава и Галичица. Че Македонија со хидрогенот може да стане извозник на струја и второ сите ралливи категории во Македонија на население.
вклучително и пензионерите испод 24.000 денари просечно месечно примање по пензионерско семејство ќе бидат буквално ослободени од плаќање на сметки за струја, ќе се плаќа паушал месечен, зависно колку сакаш да трошиш струја ќе си купиш. За 10 евра сакам да трошам струја ќе си купиш, за 20 евра ќе си купиш по принципот на ваучер. Не може да те чарджира тебе за некои несуштински трошкови за кои ти поима немаш зошто ти наплака Евана. Од тука таа монополска позиција на Евана, монополската позиција на Телеком ако сакате. Значи милион институции, банкарскиот сектор. Не може банкарскиот сектор да те отруи од банкарски провизии. Не може. Кој му е дозволил таа лагодна позиција на банкарскиот сектор? А ваму се стегнале и се најконзервативни. Нашиот банкарски сектор во светот е на 5-то место по лош пласман на кредити. Тоа значи дека се страотно конзервативни. Дека не пуштат пиле да прелета во системот ако не ви земе хипотека, двојно обезбедување, меници, гаранции и така натаму. Па ние сме под јарем на 5 монополски банки во Македонија. Тој систем мора да го ослободиме. Мора да скинеме папашната врска меѓу Народната банка на Македонија, меѓу монетарните власти и меѓу овој дел на финансиските комерцијални банки и така натаму. Значи, мора системот да го отвориме, приватни инвестициски фондови за кои што јас говорам, кои што патен само во Америка се во моментов 11 трилиони долари, кои што се слободни на пазарот. И нив може да ги користат и крупниот капитал во Македонија, и мали микросредни бизниси и така натаму, да земаат со многу помали каматни стапки на годишно ниво пари од инвестиционските фондови за своји сопствени инвестиции по многу поинакви олеснети услови патем. Ова инвестиција што ја најавува французите во Штип за 400 мегавати струја, соларни панели, тие се пари користени од приватен инвестициски фонд. Значи пари со стапка од 2,75%. И кажете ми, која банка во Македонија денеска дава толкова каматна стапка без провизии, без условување, без казнени камати, без ништо? Значи, разликата помеѓу капиталот на комерцијалните банки кои се монополизирани и приватните инвестициски фондови кои што како дабар ќе го освојат финансискиот простор и пазар, ќе создадат солвентност не само кај крупниот капитал, туку и кај микро, мали и средни бизниси, е страшен потенцијал. И ова е наша иновацијска идеја уште од изборите 20 година до денеска и тврдам дека ова ќе го премости гепот од застојот во преговорите со Европска унија. Македонија ќе ја сопре растечката сиромаштија со намалените даноци. Сега ова е многу важно. Ние сме единствена партија која на политичката сцена, значи земете ги СДС, ВМРО, Левица, сите барат прогресивен данок. Колку повеќе заработувате, повеќе да ви се товарат на грбот. Зошто? Затоа што сте успешни. За да вие полека го селите капиталот надвор. Тој систем пропаѓа. Економски пропаѓа, неиздржлив е. Ние велиме, почнуваме со нулта стапка на доначување за високо интелектуален, иновацијски, информатички, високотехнолошки знаења и за овој финансиски капитал во приватни инвестициски фондови. Нулта стапка на доначување. Под услов да влезат во зоната Велес на 10 хектари, Велес иновацијска, информатичка, високотехнолошка зона, каде што ќе се работи проектот Фабрика на еднината во соработка со еден светски универзитет и високо развиен технолошки центар, патем со кој ние имаме подпишано меморандум за соработка, ако дојдеме на власт ќе ги донесеме, тој центар има со Сименс 100 милиони евра годишно договор за развој на Фабрика на еднината и од тука ние ќе направиме brain gain, ќе ги шмукаме сите мозоци што ни се расеале по светот, од иновацијското, информатичкото и високотехнолошко знаење и од регионов. И тука веќе во Велес ќе развиваме Вардарската силиконска долина. Може Македонија да направи че ние имаме мозоци кои што сега ни ги користи развивениот свет. И Трамп ги користеше од Велес. Да, значи внимавајте, нулта стапка на доначување, негативна стапка на доначување за прв пат во економска, значи ситуација во Македонија споменува Интегра и коалиција Храброст за Македонија. Тоа значи за одбираме 3 екзистенцијални прехранбени производи: лебот, млекото и маслото за јадење и зад нив примерните производи: пченицата, нели, кравиото, козиот и овчето млеко и сончогледот. Сите овие ќе бидат таргетирани со негативни стапки на данок за да го намалиме притисокот со економски мерки. Ова се економски мерки, не се социјални да дотира државата, да дава гарантирани цени, да дава замрзнати цени, па да уценува, па да казнува и така натаму. Не. Пазарот по модел на Адам Смит и Милтон Фридман воведува негативни каматни стапки, негативни даноци и автоматски вршиме пресија преку пазарот на цените на лебот,
на маслото за јадење, на млекото и на маслото за јадење, и нашиот таргет е ќе притискаме се додека цената на лебот не дојде до 20 денари, млекото 30 денари и маслото за јадење 40 денари. И третиот модел на стапки се регресивните стапки на данок, не прогресивни, регресивни за крупниот капитал, освен за монополите. Ева на Телеком и комерцијалните банки отпаѓаат. И крупниот капитал, колку повеќе заработува, ќе му го намалуваме бремето. Заработили над 10 милиона, паѓа од 10% данок на добивка на 9% данок на добивка. Заработили над 20 милиона, 8% данок на добивка. Заработили над 50 милиона, 5% данок на добивка. И од тука ќе поттикнеме еден таков творечки потенцијал и кај крупниот капитал. Ке го вратиме во Македонија, пошто ќе бидеме најефтина бизнис дестинација. Во номинален износ, економската теорија и емпирија кажува дека троstruко се зголемува не само бруто домашниот производ ради ново додадената вредност од новите инвестиции, но и буџетот расте и од тука сите овие социјални давачки, пензиите имаат материјална основа да пораснат, да нема пензии испод 24.000 денари, социјални сакате пазарот да го диктира, не пазарот го диктира, не државата да дава, мора да е загарантирана. Не, зошто да има минимална плата? Тоа е навредливо да работиш ти за минимална плата. Зошто да работиш? Па твојот труд вреди многу повеќе од било која минимална плата. Пазарот ќе каже колку вреди твојот труд. А ако си вреден и ако пазарот ти дава шанса и владата со систем да можеш ти да работиш и да заработуваш, па ти нема да спиеш ноќеска во 5 сат сабајле ќе станеш. Најбогатите луѓе најрано стануваат, никој не спие до 10 сат. Значи, мора капиталот да се контролира. Ова е да се систем кој што е проверен и јас ви тврдам дека Македонија со овој македонски инвестициски фонд не само во Македонија капитални проекти, него за 2 години од сега ќе нарасне до тој степен да може да учествува на сите јавни тендери во Србија, во Бугарија, во Грција, во Хрватска, секаде низ југоисточна Европа, и тој ќе расте, пошто бруто општествениот капитал ќе расте, не само бруто домашниот капитал на годишно ниво. Времето не гази. Драго ми е што поголем дел од емисијава посветивте на вашата економска програма. Не сакав да ве прекинувам, бидејќи повеќе се зборува за политика во изборната кампања, ова е од суштествено значење за граѓаните. Ама го споменавте и системот. Кажавте многу мерки кои ќе предложите, односно ќе ги креирате ако бидете на власт. Еве, и досега можеби имало имало обиди да се подобри економијата во Македонија, ама мислам генерално неуспешно. А зошто е така? Граѓаните велат дека поради корупција е така. Мислам дека главно прашање изминативе години помеѓу граѓаните, главна тема за дискусија е токму таа корупција. Немаме уште многу време, на кратко, што ќе направи вашата коалиција ако дојде на власт да ја сузбие корупцијата? Бидејќи граѓаните мислат дека ако корупцијата се сузбие, системот ќе профункционира. Каков таков ќе функционира? Корупција, изворот на корупција, грнето со мед капиталните инвестиции. Ги тргате од пипци на премиер, вице-премиер и министри и они немаат причина за да влезат за нивните 5 минути во политика. На кој начин? Ке се тргнат од политика. Капиталните инвестиции ги вложувате како удели, еквити во посебен македонски инвестициски фонд Main, Macedonian Investments. Значи, од тие 700 милиони капитални инвестиции и субвенции, вие земате огромен дел, од можеби 80%, и ги внесувате како ваш удел 33% во фондот. Тоа бе разбрав, ама тоа не е тој фонд ќе го управуваат приватните инвестициски фондови што ќе дојдат во зоната заедно со третина од наши 12 бизнис апостоли кои што ќе имаат надзорен одбор, контрола на контролорите од 12 бизнис ангели се вика тие. И ова е прекрасен модел каде што немате простор за корупција. Второ, сите што ќе бидат подписници на буџетски сметки, на буџетски пари, директори, именувани, избрани функционери и така натаму. Значи сите тие ќе си подпишат една изјава под морална, материјална, кривична одговорност дека се согласуваат нашиве агенции за следење и така натаму на комуникации, телекомуникации, мобилни, домашни телефони, движење, било што, 6 месеци во тек на една година по слободен избор на агенцијата да го следи, да го прислушкува. Тој модел го имаме, постои во дел разузнавачки служби, ќе го внесеме кај сите избрани функционери кои што земаат подписна сметка, па да го видам тој маш што знае дека е следен, слушан, пратен во периоди кога има тендери, пред периоди, после тендери, така, законски е, чисто законски е. И сега го имаме како модел во системот, само што може да го прошириме опсегот кај сите избрани функционери. По два основа ја таргетираме корупцијата и таа паѓа доле, од тука ослободувате нов творечки потенцијал во не само во буџетот, него и во државата. И видете, зошто имаме ние проблеми во економијата? Зошто во моментот имате нецели 200.000 хектари обработливо земјско земјиште кое што
труне. Че ние викаме, ќе објавиме оглас 24/7 365 дена во годината. Нон-стоп ќе оди јавен оглас. Ги групираме парцелите од 10 хектари нагоре до 10 хектари ќе ги окрупнуваме. И викаме, за атарите на селата до 10 хектари, значи од 10 да речеме, до 10 заклучно 10 хектари окрупнети, ќе ги даваме на мештаните. Над 10 хектари, сите што се надвор од атарите на селата, ќе ги понудиме 24/7/365 нон-стоп оглас, додека и последната педа земја не произведува храна во Македонија. Зошто на земјата да ни тоне? Зошто да имаме необработени површини? Ако секоја педа земја произведува храна во Македонија, ние можеме да бидеме извозници на храна, а не да увезуваме 1 милијарда долари храна на ова поднебје. Луѓе, срамота е, жив срам ме јаде, што Македонија има уште 200.000 необработена површина. Значи, ние мора да го ослободиме системот. Ако сонцето не грее 280 дена, ослободете го системот да прави соларни колектори, нека владата стане партнер да направи Македонија соларен парк, нека има енергија од тој дел. Ако имаме вода, правете хидроген. Ако имаме ветер, правете ветерни паркови во Македонија. Направете ветерна зона. Ако имаме 8 геотермални точки со температура на подземна вода над 60 степени, зошто да немаме ние 8 геотермални зони за здравствен туризам, како што е Терме Словенија, супра модерни, state of the art направени, така натаму. Понудете го тој ресурс на државата. Имаме златни езера, златни планини, на 600 надморска висина, зони за старски центри и така натаму. Македонија, испоред Макнамара студијата од времето на Благој Попов, и денес, со нови технолошки достигнувања, може да храни 100 милиони народ. Може да храни ако ние паметно организираме државата. Че може да бидеме извозници. Може да имаме квалитетен и просперитетен живот. Тоа е визијата на Интегра Македонска конзервативна партија, на коалицијата Храброст за Македонија. Македонија да направиме богата и просперитетна. Немате богата држава ако немате богати и просперитетни индивидуи, поединци. Тие ја прават богата државата. Не може да биде богат човек ако не е образован и ако не е здрав. Затоа образованието и здравството се другите две компоненти освен материјалното богатство, од тој индекс за просперитет на Обединените нации, малку сега професорски ќе ви простат гледачите, но тоа е тој индекс на човековиот развој, индекс на просперитет, каде што мора да таргетираме 3 столба за да можеме да ја кренеме Македонија. Ќе сопреме сиромаштијата и ќе отвориме перспективи за извореден квалитет на живот на секоја индивидуа. И на македонскиот народ, но зборам на секоја душа човечка која што е родена, чекори и твори нова парче света македонска земја. Знаеме како, умееме како, и мислам дека ако заокружат број 3 на овие избори, ако не факторизираат во власта, ако не факторизираат во парламентот, ние ќе бидеме тој балансер, тој коректив на застранувањата на овие мамутски партии и ќе бидеме сериозна додадена вредност во новите законски решенија, во разигрување на економскиот систем, во разигрување на овие инвестициски текови и така натаму. И затоа сме на политичката сцена, затоа на овие избори бараме да ни дадат доверие, бараме да заокружат број 3. Замолницата е да размислат добро пред да го дадат гласот за било кого. И внимавајте, ние со сето срце, сила, душа и разум сме фокусирани да направиме нешто, чисто образ влегуваме во ова, немаме опашки зад нас. Влегуваме во оваа политичка битка, зашто сакаме на вистина да создадеме услови во кои што секој еден во даден момент ќе рече да, јас сум среќен и задоволен од постигнатото во мојот живот, во мојата татковина Македонија. За жал, професоре, премало е времето предвидено за емисијава да ги чуеме сите ваши идеи, но драго ми е што најмногу време посветивме на економските мерки. Ви благодарам што бевте наш гостин и ви посакувам успешен остаток од кампањата и секако успех на овие парламентарни избори. Благодарам. Еве да ги честитам и престојните великденски празници. Искрено посакувам Господ Бог да ги благослови сите семејства во Македонија, да едноставно ви дари здравје, живот и да отвориме заедно една перспектива за поквалитетен живот во периодот пред нас. Можеме, умееме и мислам дека партнерски со народот ќе успееме во тој дел и во тие намери. Останува да се надеваме на подобро. Ви благодарам уште еднаш. Вам ви благодарам што бевте наша публика во овие изминати 50 на минути и ве упатувам да останете понатаму со останатите содржини на ТВ+. Довидување.